Искрено мисля дека кои ќе бидат директорките на двете установи. Од 10 за да чекате. Од 10 за. По суштина немам забелешка за формата, имам забелешка за измените што се направени во делот на процедура и во делот на содржина. Измените пред се правилникот за систематизација баш на мајски цвет. Сега не знам колку советниците се упатени, меѓутоа во последниот период во мајски цвет се примени преку преземање 17 или 18 од јавното предпријатие Македонски шуми, каде се наоѓаат некаде илјади. Го прочитав и законот за јавни службеници и тука се наоѓаат некои навистини интересни работи. Знам дека може да овој форум не е вистинско место за вакви дебати, меѓутоа зошто па не може да не подискутираме за тоа. Во член 14 во овој закон стои: слободното работно место во јавната служба се пополнува преку оден објавување на јавен оглас за вработување, 2 објавување на интерен оглас за вработување, 3 преземање на јавен службеник од една во друга институција, така натаму и така натаму. Го цитирам овој закон затоа што најголем дел од работените во овие јавни општински установи се токму јавни службеници. И добар дел од новопримените, односно трите воспитувачи и трите негователки, кои што се преземени од јавното предпријатие Македонски шуми, исто така го добиваат статусот јавни службеници. Сега, имајќи го попредните овој во се водава, би сакал да го прочитам член 6 од истиот закон, став 1 кој гласи: при вработување на јавните службеници се почитува началото на еднакви услови и еднаков пристап за сите заинтересирани кандидати до работното место, со што се гарантира избор на стручни и компетентни кандидати за извршување на работите и работните задачи на соодветното работно место. Исправете ме ако грешам, меѓутоа овие два члена меѓу себе се во колизија. Значи, од една страна, законодавецот предвидел дека може пополнување на празно работно место јавен службеник да се врши преку преземање во установа, од друга страна им гарантира на заинтересираните кандидати. Ќе се сложите дека конкретните работни места имало и други заинтересирани кандидати. Тука пред се мислам на 18 волонтери кои претходно работеа, а еден дел ги работат по градинката Мајски цвет, од кои што дури кога ќе завршите ќе промачите. Од кои што според моите информации дури 8 останаа и без свој волонтерски однос. Дали барање на јавната установа или самите се кажале, јас не бих ја обвинил да самите се имат кажале, но само 10 од тие 18, барем според тоа како што според информациите што ни каже директорката, остана и понатаму да волонтира по јавната установа. Токму затоа и ќе произлезе нашата водржаност за овие акти. Значи, не велам дека за ова што се случува со Македонски шуми и примањата, компетенциите на луѓето кои што се примаат, овозможувањето на фер избор на сите други заинтересирани кандидати, компетенциите и на заинтересираните и на примените, сето тоа доаѓа под голем знак прашалник со овој начин на преземање. Не дека минатите власти биле свеќиња за мирисање ова прашање. Ние сите добро се сеќаваме дека во 90-тите години постоеше тоа така наречено преземање. Помеѓу јавните предпријатија, ако добро се сеќавам, беше тоа регулирано, меѓутоа, кога беа воочени неправилностите, злоупотребите на овој начин на вработување, едноставно беа од законодавецот укинати. Сега на мала врата, посебно во законот за јавни службеници, меѓутоа во законот за работни односи предпоставувам дека проверува, повторно се овозможува преземање од една јавна установа или предпријатие со доминантен
обществен капитал во друго такво или слично предприятие. И лично мислам дека тоа не е во ред. Не е во ред заради сите останати кои што чекаат на трудот, не е во ред и заради тие волонтери кои што повеќе од 10 години, да не се лажам, биле присутни во таа установа и на крајот едноставно останале за затворените врати, а некои други луѓе по некои други критериуми, не навлекувам кои критериуми како влегле на работа во македонски шуми, меѓутоа едноставно го зазеле работното место кое што нема да речем дека по правило им припаѓало на волонтерите, меѓутоа секако треба да се размисли и тие луѓе да го добијат своето место во овие јавни установи. Од тие причини ние ќе бидеме воздржани за овие акции.